Продолжениот распуст го намали бројот на ковид позитивни ученици. Моментално во општините од регионот има над 1000 позитивни случаи, но учеството на младата популација е многу помало отколку претходно, информираат од Центарот за јавно здравје. Средношколската возраст немаме моментално зголемен број или немаме последните неколку денови немаме тестирање на таа популација. Ретко, значи спорадично имаме случаеви на некои лица кои што се од 20 до 30 години. Од друга страна, минимален е и бројот на ученици кои се имунизирани против COVID-19. Жал повеќе се вакцинира старото население, помладите избегнуваа вакцини, иако има доста вакцинирани од средна возраста и нешто и деца ние со Pfizer тоа што дозволија нели од 12 до години натаму. Поради сево ова, експертите се на став дека второто полугодие сепак не треба да почне утре со физичко присуство. Овде не очекувам така да биде страшно, сепак омикронот е полесен, децата се поотпорни. Меѓутоа дека ќе има наплив во амбулантите, не само од COVID, имаме и други респираторни инфекции, така да сега едва издржуваат, ќе биде уште потешко по едно 10 дена по отварање кога ќе се прошири инфекцијата. Во пресрет на продолжението на учебната година зачестија барањата за почеток на второто полугодие со онлайн настава. По сонг со вакво барање излезе и првата детска амбасада во светот Меѓаши, како и опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Со одлука на владата од минатата недела, второто полугодие во основните и средните училишта во земјава треба да почне утре со физичко присуство на учениците. Утре почнува школската година, односно второто полугодие од школската година и ние ќе бидеме во служба на јавноста да ја известиме за секоја можна потреба за превземање на некои мерки. Една од точките и во утрешната седница на Комисијата за заразни болести ќе биде и ова. Утре ќе одлучиме како и кога ќе се почне со скринингот, секако првата недела е многу битна, за да брзо се реагира доколку има потреба од превземање на додатни мерки.